Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. На времето во хотел се знаеше за доручек ќе дојдеше чичко келнер и ќе прашаше чај или кафе. Кај Корола прашањето е седан, хеджбек или караван. Секоја е приказна за себе. Денес возам хеджбек, Toyota Corolla од новата ера. Изгледа топ од секој агол. Првото нешто што го забележуваш е низиниот храбар и динамичен изглед. А ако мислиш дека изгледа добро однавор, почекај па влези внатре. Ова е автомобил. Со Corolla имаш неверојатно мазно возење, а машината послушно реагира на секоја твоја команда. Со турбомоторот и спортскиот мод на возење, стискаш на педалата за газ и си летнал. Но нискиот центар на гравитација прави да имаш целосна контрола на патот и да уживаш во секоја кривина. Ќе уживате денеска и вие со смирувачкиот глас на мојата денешна гостинка, Татјана Стојановска. Секогаш скоцкана и дотерана за изгледот и нема мана. За неа не постојат лоши коментари, исто како и за оваа Corolla. Ало, Тања, Здраво. доаѓам на кај тебе, Жаре. Жаре, здраво, те чекам. Веќе си надвор? Да. Леле, касно многу, а? Не, туку ние од вести сме такви малку пореметени, доаѓаме пред време. Тоа што викаш. Па сега гледам точно на време ми ствараш паника само. Ама мора 10 минути пред почеток на емисија јас сум во студио, така што знаеш, тоа веќе почнува да станува ритам во животот. Точно. 6:00 почињаат вестите, па ти дошла, не дошла. Да, и без мене може. Таму сум за 2 минути. Те чекам, Жаре, се гледаме. Чао. Здраво, Жара. Ми се погоди времето. И сонце огреа. Како си? Супер. Како си ти? Го носиш сонцето. Фала ти. Вака секогаш те гледаат комшиите, пример на тераса? Па добро, сега дека има камери, најверојатно заради тоа, иначе, па не, ме гледаат вообичаено, знаеш. На телевизија. Како комшивка. Како комшика? Да. Не Ке ме име? видат и во издание како фрлам ѓубре, како одам во Тинекс, супермаркет. со рипчето, со тренирките, си правиме муабет, така. 28 години, а? Па да, од 92-ра. Браво. 92-ра беше изборот на мис. Па да, од тогаш И континуирано. фактички од есента, септември, почнав да одам на обука во МТА за водител. Уште бев средно, четврта. Ама И така. ти имаше намера спикер? Не, се случи случајно. Немав намера ни телевизија. Нормално. Се учев средно економско, се запишав на економски факултет, банкарство и финансии и насока и цел живот си мислев дека тоа е Да. нешто како природно, се занимавам додека студирам со нешто, работам хонорарно во утринска во МТА, после на вести. Ама не било така. Судбината си напишала нешто. Утринска почнува. Да, утринска. И ама тогаш Добро немаше... утро Македонија. така. Првата емисија, првата сезона да речам, во 93-та, 20 септември првата емисија беше. И јас бев водител заедно со Роберт Поповски. Со Роберт Поповски? Да. Интересно. Првата дали емисија имаш водевме. нешто архивски или не? За жал нема снимка и е уништена таа штета. снимка од првата емисија. И тоа ми е многу криво, имам некои снимки од како водиме, ама не баш од првата. Имам. Така. Се е на ВХС. Малку сум немарна и сега ќе се заангажирам преку колегите сниматели нешто да префрлам на DVD, затоа што веќе од ВХС. А и сигурно знаеш ќе ти биде кејф и понатака после години кога... Да. Имам зачувано доста работи и од изворот на мис,
на Македонија, од изборот на Мис на планета во Бугарија, каде што представував 93-та беше тој избор Македонија како прва официјална Мис на независна Македонија. Да, малку историски момент баш тоа. така, точно. Затоа што 92 фактички беше изборот и осамостојувањето на Македонија. Така да така краток еден период се занимавав со манекенство, година и пол. Почнав паралелно и на телевизија, со обуки првично, па потоа со летна програма, па го следи 93-та, како што кажа, утринската. Да. Се запишав 93-та на факултет и морав нешто да намалам. Не можеше се. Точно. Бев редовен студент и така се тргна. Паралелно Иако и на тогаш, да, не ми беше план ништо од тоа. Ништо од тоа во животот, нели? Се дојде стихино, без некои амбиции преголеми. Валјда и тие спонтани работи, очекувања. па неубави валјда се. И така си се насочи патеката моја да до ден денес останам во телевизија. Што си сакаш дома да правиш? Си готвам. Да, имаш мерак за тоа? Па и обврска и мерак, жаре. Добро. Кога имаш мажи дома да им Да, направиш. јадат. Да, кога си немам керка да ми помогне. Се шалам. Ми помага и Матеј во кујна, ми помага и Михаил, сакаат да готват, меѓутоа немаат многу време. Така што јас, иако немам време, имам на некој начин Што ти ета е обврска. Онака кога треба нешто да сготвиш на брзинка, што ти е онака прво? Имам еден Кој ти рецепт. е? Сите имаат такво нешто. Имам еден рецепт кој што го правам секогаш кога немам време, тоа се шпагети со мелено месо, ама не она болонјезе. Добро. Како што добро. се прави одвоено, Да, нели сосот се на варат. страна. Така, туку јас се заедно правам и тој ми е таков таен брз рецепт. Значи си го запржуваш ти мивцето со кромиче. Добро, значи стандард почнува како морковче, болонјеза. како болонјезе се, со тоа што кога ќе се запржи тоа, кога ќе се издинста месото, налеваш вода, кога ќе зоврие ги ставаш шпагетите директно во тоа и си се крчка, си се вари, си зачинуваш, си ставаш макдоносче на крај и пробајте, стварно е супер, а пола сат ти треба. Чачи, кој најс? Па добро. Две во едно. Да. Шпагети да, и да, месо, Да, ета. да. Наистина човек мора да почитува и почитуваме. Јас мислам дека Нема избор тоа, да, така е. во почетокот многу се исплашив, не дека ќе се заразам или дека нешто ќе се случи, мислам иако тоа цело време си стои, нели сите стрепиме. Така Се е. исплашив што стана со светов. Знаеш, некако застана се во една точка, во еден момент. Никогаш не се случило тоа. И тоа ме исплаши како леле, нешто што си го мислевме дека ќе се случува некогаш Ствари, во колку сме крефти, иднината, а? дека природата ќе возврати на човекот, дека ќе удри, нели, така масовно, дека ете пандемија од светски размери ќе се случи, сме си мислеле да тоа ќе биде некогаш кога ние може нема да бидеме живи. Се случува сега. Ние на тоа многу 20 брзо. февруари се вративме од Нов Зеланд. Се... Па да, и по 20 дена од тогаш се стави Така. клуч на светот. И си викам, Боже, сега патувавме таму најдалеку на крајот Најдалеку, на буквално. светот. Се вративме од крајот на светот и се затвори светот. Баш Стана авионите, се затвори аеродромите, се затвори се. И буквално тоа ми беше шок. Шок. Баш така. Како и на многу луѓе верувам. Да. Сигурно. Тоа ни дојде А како... Нов Зеланд што правевте? Шетање Бевме на или? гости. Браво. Кај- Имате роднини? Да, сестра на Михаил со нели семејството. Партнеров Михаил. На партнерот Да. мој. И Браво. многу Си живеа воодушевена таму, а? сум од таа земја, искрено да ти кажам. Зелено? Зелено, екологија, природа, она што е во Висока мојата свест, она што е во мојата природа, да. Јас сум да речам едноставна и сакам нели природа, сакам се што значи почитување на природата и давање на значење на тоа што е Кохезија со... да, со... кохезија со природата. И буквално таа моја природа, да речам, натрешна, се совпадна со таа земја. Едноставна е, нема никаков, да речемете, не е Америка со не ти паѓа на напредок. памет, онака, макар и да си фантазираш, тоа ја оде да си живеам. Да, ни падна на памет. Па сме биле, јас и брат имам во Канада, сме биле во Канада, супер е Канада, И мене ми таму се нели е допаѓа. таква, валјда? Таква е се, тоа е само малку зимите се таму нели проблемот, што малце поладничко е. Добро. Овдека има една вистина. клима А во кој град се во умерена. Канада?
Мислам, доле или горе Тие се? се во Торонто, Торонто. ерија, значи во Мисисага поточно. Да, Тоа е да. тука нели се споена. Така. И сум била и во лето во Канада кај брат ми, сум била и во зима и така да ја видов и зимата со минус 25. Таа беше кога замрзна Нијагарини водопади. Леле, На 1 леле, јануари леле. бевме 2018 на Нијагарини водопади беа замрзнати. Тоа беше исто. Кој знае каква гледка е тоа? Па интересна. Вака е цело смрзнато? Па нешто тече, Или тече, ама капка? 80% е замрзнато. Се однесуваш ко првата година, онака Да, во стил па на знам што ми професионализмов, пречи. Да. бидеш пиц-пец како што треба. Да, Тоа е за почитување, да ти кажам. војник. Да, на стража. дисциплинирано. Буквално си војник на стража и дали ти е денес денов или не ти е, дали денес малку си Кој те прашува? поднастинат, дали си нервозен, кој те прашува? Буквално ти мораш да се сосредочиш, Да. да се нашминкаш, да изгледаш супер, иако можеби не ти е нешто по волја денеска. Да се наштимаш, да влезеш во студио, да заборавиш се, да абстрахираш се и во тие половина час да го дадеш максимум од себе професионално. Значи, Добра, ама војник ако- на стража. Ако има нешто што е исклучително битно, што ти е, да речеме, знаеш да имаш пример мобилен, па додека трае прилогов да пишуваш за нешто важно или Не носам мобилен во студио никогаш, не. Леле, Тања, Не баш носам. војнички. Па да, затоа што немам потреба од мобилен. Значи, само колку и ќе да е ми- нештото само важно, ќе ми пречи. Ќе си чека. Да. Додека Па не завршат вестите. Уредникот си го редува вестите, ако има нешто ново, ќе ми го донесе во сред Не, вести, зборам значи за јас немам лично, знаеш, потреба да нешто, имам. как да знам сега, Аха. да не имаш Па, нешто, нема, не. некоја вест се чека ли од... Така, да. Те разбирам, ама тоа го добивам информација преку слушалка од режија, Так. комуницирам со реализаторот на вести цело време. И сега како има... Уредникот нели доаѓаат ако треба нешто да донесат. Нормално. Главните се во 6, конкретно сега Да, на Канал 5. да. Главните се во 6. Предходно има во 3, 3. 3, 6, 9. А во Да. меѓу периоди шо правиш? Кај си? Па тука Си сум, одиш или тука си сум. седиш Не, во не, тука сум телевизија? во телевизија. Па ете нешто ќе се подготви, нешто се чита форшпан, значи има потреба, значи гласовно Значи нешто си да тераш се. полна смена. Да, полна смена. Од Баш 14 часот па некаде до кај 22 да речеме сега, затоа што Так. вестите се во 9, порано имавме вечерни вести доста подоцна. 23, после 23, така што смената беше доста подолга. Да. Сега овој термин е окей за вести и доста гледаност имаат тие вести во 9. Супер. Чувствуваш да И речеме во некојаш кога некои вести се погледани, да луѓето ти изборуваат за одреден прилог, знаеш, се однесуваат кон тебе како да си новинар, мислејќи дека можеш да влијаеш на, не знам. Да, многу ми не мисля дека јас ги креирам нели вестите. Убаво кажа. Убаво им рече. Убаво кажа, им рече, да, па те етикетираат, нели, со А, промена така. на... Па низ годиниве, Нормално. нели, си работел во повеќе медиумски куки, со повеќе... Предлага седевме. Да, со повеќе политички, нели, гарнитури, и со едни и со други. Да. Низ годиниве, многу години се жаре. А чекај, И сега во времето на ја едните водиш се си уште тоа, битката во- да во- објасниш дека не е така или викаш добро, ајде, Јас сум окей. професионалец, работам во професионално, нели, така да без разлика на уредувачката политика во моментот на телевизијата. Нормално. И кој е нели на власт и кој не е на власт, со сите сум супер. Ама знаат да се Професионално. знаат да се напорни луѓе, онака. Па да, секакви Знаат. си мислења. Како и за да. пејачи што ќе им дојдат свири ми ја таа песна сега Да, да го секакви замара. мислења, но луѓето те етикетираат, те регистрираат некако, меѓутоа мислам дека в последно време веќе сваќаат дека толку долго сум на екран дека јас ја работам професионално, само работам. А самите вести еволуираат на некој начин во овие скоро 3 децени, знаеш, чувствуваш дека не знам се сменет или вести биле вести и тогаш и сега исто е. Па да, вести биле вести и тогаш. Така? И сега може би, да кажеме, некој формат во самите... Стилот нешто на репортериве чувствуваш дека се менува? Па можам да речам дека не се менува многу искрено. Тоа е, мислам, стендап, нели, прилог, тема. Иако сметам дека треба да бидат подинамични вестите, може би се Така? оди повеќе на тоа, да има повеќе Пош акција, информации, а? пократки да бидат прилозите, затоа што и вниманието на гледачот за една тема се задржува минута Така е. и пол. Тоа се и по новинарски стандарди на школи од нели истражувања од светски размери дека вниманието го задржува една тема максимум минута
и 30 секунди. Ако е некоја многу важна тема, прилогот треба да биде 2 минути, ако е прва вест. И тоа е тоа. И тоа е тоа, значи динамика и на линкови. Значи сум гледала регионални телевизии, многу ме бендиса една телевизија каде што линковите им траја минута и пол. Толку. А тоа е се фино сублимирано, тоа што треба да се каже е кажано. Ексио или Бугарија? Бугарија, знам. Да. Гледаш? Да, динамични вести. Одлични им се вестите, мора да признаеме. Едноставно мене многу тој концепт, тоа е приватна некоја телевизија, водителски парк. Или случајно Нова така, или ова BTV. Тие им се двете да. И стварно им се динамични вестици. Динамика дури се изненади. Кој акционен филм. Линк прави, например, не знам, на аеродромот пристигнати девојки од некој си светски надпревар во атлетика, не знам што беа спортистки, ги пречекуваат, освоиле злато или што и да е. Кратко муабитче, линков, цап, готово. Ајде, друга вест, дописна мрежа јака, од секаде. И како да не останеш да гледаш? Да, 30 минути ги И да не ти се допаѓа прилогот, брзо ќе заврши, Јас одма и сум да за друго. тоа, динамичност. И сега се оди кон тоа сакав да кажам, значи се менуваат. Ако порано било така поспоро, да се објасни се, сега се сублимира, кратки изјави. Затоа што тоа го кажав, значи психолошки анализирано е Тоа си бара дека гледачот не можеш да му зададеш внимание ако премногу долго трае нештото или објаснуваш. Повеќе информации, пократки, таков е динамичен и животот. Сите вести се во живо. Знаеш, тоа е правилото. Да. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, два малечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креаторите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Двојна добивка со М-Кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-Кеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Браво кафе свари, земи си пари. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама, секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари, 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум! За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Празниците ги спојуваат оние кои сакаат да подаруваат и оние кои сакаат да добијат подарок. А ние им подаруваме на сите. Грабни Black & Decker на попуст, плюс со секој купен производ добиваш подарок. Само во СБД МК.
Плекен Декер. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćno движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. И дојде на кај Маврово. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe. 25 години со вас. Elite кафе. Кисело млеко со богат и освежителен вкус во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Браво кафе свари, земи си пари. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама, секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари, 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум! Двојна добивка со М-Кеш. Аплицирај за брз кредит до 15 јануари и можеш да добиеш смарт телевизор. М-Кеш, М смарт телевизор. Аплицирај веднаш. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. Детокс микс. Чајна мешавина која поволно действува за детоксикација на организмот, купете си од Good Nature Detox Mix, треба да си имате тоа дома. Секој мајстор си го знае брашното, ама има брашно што може да те направи мајстор. Пробај да замесиш нешто со моето брашно од Кадино и ќе видиш како уметноста на пекарството се раѓа просто во твоите раце. Јас пробав, па кажувам, нема подобро брашно од моето брашно. Се случуваат, да речам, некои непредвидени работи, па да треба спонтано да се изреагира во моментот. Па нормално се случуваат, например, не пристигнал прилогот доцни од монтажа. Јас се слушам на слушалка, ме кажува реализатор. Сега ќе го скопнеме овој прилог, ќе го емитуваме подоцна или извини се или каже, мислам жива емисија. Сиото малку, како да кажам, да ти се допаѓа тој момент. Знаеш, кога е непредвидливо? Адреналинот. Да. Па да. Знаеш, предпоставам дека е интересно тој момент, зашто е надвор од вообичаеното. Обични, кога ништо не се случува, досадно е. Така малце адреналинот да се качи, па... Луѓе, не знам колку знаат, има реализатори на вест. Да. Значи, тие се тие што се као диригентите, да кажеме. Во координација со презентер, координација со... Ти си фактички со нив. Сите луѓе во техника, да. Има разлика од реализатор до реализатор? Има. Да.
пример, не знам некој да сака по... Што е разликата, во ствари, да Ги кажеме? поздравам сите реализатори со кои што сум работела, значи во сите телевизии. Со некои сме работеле и во други телевизии, па сега повторно сме во истава телевизија. Па тоа е тие за луѓето. Да, се вртиме. Па да не се Како ја и ти нема да ви биде интересно. Еден по друг бевме и вајден со ексклузив, сега и тука, во Канал 5. Да, во Канал 5, да. Па тие сме ние медиумските работници, па да, има некои понервозни. А, така. Има некои смирени, кул. Да, значи, да. до личноста. И сега јас сум стално, нали, нямам, ќе остарам глува на ухо, ко ќе остарам, ќе те спомнувам, немој да ми викаш толку на слушалка. И така се замислам, тоа сме секојдневно, работиме, веќе сме и блиски со луѓево и па ти, како едно семејство. Штом толку многу седиш, нели она полна смена што збориме со новинарија, ти практично повише си со нив него дома со што се вика и исто време си со нив и дома. Па нормално, со домашниве. Нормално е една работна средина. Да си се зближиш и со луѓето во својата работна средина. Различни карактери. Игра тоа улога, кохезијата на тимот. Пример, ти како спикер условно, нели, ти си пак дел од тимот, ама и малку надвор од тоа, ги гледаш. Ама мораш да се адаптираш и со секој уредник. Секој си има свој стил. А тие се менуваат исто на ден, уредник на денот постои. Да. Па со некој ти е подинамично, со некој ти е посмирено. Така, исто како со реализаторија. Исто. Значи си се адаптираш, има некој што онака вестите половина час, 40 минути се подготвени. Има некој кој што малце пред почеток ќе ти даде нешто. 5 до 12 знае да. Па ама и денот, зависи од денот, не е до човекот. И си низ годиниве сме се адаптирале еден на друг и му го знаеш стилот, му го знаеш и стилот на пишување на најавата. Па влегуваш во неговиот, значи секој ден имаш различен уредник, па му го испочитуваш стилот на кој што тој пишува. А ти се случило да речеш, не го читам, не ме зезак, пример таква работа? Па да, имам можност да кажам, ама сега до толку немало нешто. Да. Јас знам да коригирам од типот нели лекторски нешто, да средам, ако видам дека нешто конструкцијата на реченицата дека не одговара, си имам тука слобода да си го направам тоа или да укажам на некој, не знам, србизам. Се случува грешка. Знаеш како си ги вадиме грешките еден на друг, односно јас сум последниот филтер. Примери во студио се случувале додека сум навести одредени ситуации непредвидени, меѓутоа си ги вадел нели работите. Меѓутоа најмногу се случуваат кога си на настани, кога водам настани некаде надвор. А и тоа така што тука имаш живи луѓе, жива публика. Тука повеќе може да се случат непредвидени ситуации. Еве сум имала настан каде што човекот кој што го најавив како нели да се обрати, нешто не му беше добро, му се слуши при настапот, дали беше трема во прашање нешто и јас морав да ја вадам ситуацијата нормално. Сето тоа излезе окей, симпатично, човекот да добија малци самодоверба и храброст, да не се примети многу. Меѓутоа има и такви ситуации каде што треба да извадиш нешто. Мислам дека ние што работиме на камера, од што толку многу ни е тоа професија како што е молер, забар, ти си ова, мислам дека некоја знаеме да не сме свесни колку е тоа страв за некои луѓе. Да, совладување на трема. Знаеш, ќе излезат, еве што викаш, не мора да е камера па ептен, него и пред луѓе, да треба да каже нешто, па ќе почне да се потате едно друго, ти знаеш си капе, Па добро, ние жаре веќе знаеш низ годиниве малку и таа трема и сето тоа ни е надминато. Да ми даде заворот. Па и ние да се најдеме во некоја друга ситуација и нешто да правиме. Ние ќе имаме трема, секој на своето. Да, имав баш еден професор на јубилеј на еден факултет и човекот навистина имаше трема и јас сакав малку да го нели окуражам, да се ослободи, му кажував техники на дишење, му кажував како да се ослободи со тие, да речам, начини на абстракција на публиката, да не ги гледа луѓето во очи, едноставно има тие техники на совладување на трема при јавен настап. Нешто што го применувам и што си го знам, како на филмовите, замислија публиката голи дека се уште повеќе. Не, едноставно не гледа конкретно во некого, гледа онака некаде над нив, затоа што ќе ти привлече внимание некој
И може Апсолутно. тој некој и да те окуражи, ама може и да те обратно. Да те сега, падне. ако е тоа некој јавен настап каде што ги знаеш луѓето, например, и знаеш дека еве Жаре мене ми дава само добар, бе јас ќе гледам во Жаре. Така е. И супер ќе ми биде, ама Така треба е. да го знам Жаре да е мој нели така е, да се насочам, ама ако А можеш да си направиш проблем во моментот. Како да не го премислуваат, зашто мислам дека највеќе тука се сопнуваат, едноставно премногу мислат што ќе кажат. Знаеш, превише оптоварен дека да каже правилно, да не заборави нешто. Да не заборави, па да не... Знаеш, и тука притисок. Интонација, па луѓе што се со дијалект сакајќи да зборуваат на литературен, тука многу се кочат, тоа сум го приметила. А едноставно, од јавен настап. А добро, еве ај тоа се пак обични луѓе. А што е со овие што работат на телевизија Така. и пак не знаат да читат? Па добро, треба да се даде шанса на младите кои што почнуваат. Јас секогаш ти сум како таква. човек, знаеш, што имаш одлична дикција и убав тоналитет, смирувачки, точно знаеш кога да одиде нагоре, кога да се спушти надоле и како да се заврши точка, како запирка. Те малце, те лути кој ќе... Ме лути, затоа што, например, сметам дека луѓето што работат особено на телевизија не смеат да имаат такви пропусти. Јас сметам дека луѓето кои што работат јавна професија, односно имаат одреден јавен настап, тоа се и политичари, и парламентарци, и професори кои што пред аудиториум настапуваат, мораат да внимаваат на литературниот стандарден јазик, да внимаваат нели на интонација, дикција, правилно акцентирање, почитување на македонскиот јазик. Сметам дека навистина секој треба да се потруди ако е веќе јавен говорник. Ама нема више тој тренинг кој што го имаше порано. Па нема. Знаеш, одат и се фрлаат во оган, репортери да речеме, и си го нели го чита точно. Јас на пример еве помагам на помладите и без да ми е дадена задача тоа од било кого. Јас едноставно доаѓам млад новинар, гледам некои проблеми кај него во однос на читање, на интонација, дикција, србизми, акцентирање. И јас ќе придам вака и вака, ако сакаш можеме да повежбаме малку. Значи сакам на луѓето да им кажам, младите особено и им треба таква помош и поддршка. Ми секогаш со драго срце тоа го прифаќаат, ме прашуваат, па и ден денес и поискусните, ако нешто се во дилема, па и јас некогаш не знам, па ќе се консултирам на интернет, како беше акцентот за зборов или нешто. Значи учиме секој ден. Правопис ќе отвориш или што не ти текнува не ти текнува како беше акцентирањето. Значи си помагаме, тимски си помагаме. Уредникот ме прашува мене, јас кажувам, па и јас нешто ќе ми сугерира, значи тимска работа е, едноставно нема суета тука. Барем не сум почувствувала суета, од помладите особено, тие се благодарни кога ќе им посочи човек, кога ќе им каже. А што е во ситуации кога знаеш треба да прочиташ едноставно вознемирувачка вест, пак мораш да си со професионално, нели, да не е што се вика, тебе ти доаѓа и да заплачеш може на некоја вест. Имало такви. Например, кој ти паѓа на памет? Тешки вести беа 2001. Конфликтот, тешки вести беа. Навистина влегуваш во студио, тогаш бе во македонска телевизија, во 19:30 почнуваше дневникот централен, па се до 9:30 траат вестите, ти носат вести за случувања, мислам, дури стресни ситуации. Так, поминавме таков еден период на конфликт на 2001. Непријатна, многу непријатна. Најтешки вести беа тогаш и погребот на Тоше, односно смртта на Тоше. Јас бев дента кога се одвиваше церемонијата, погребната поворка со директен пренос. Бев во студио еден тогаш и дали да ти се плаче, едноставно. Ти се плаче. Претходниот ден не бев на смена, се исплакав претходниот ден, знаеш, онака се освестивме што се случи, шокот не помина, ама пак бев сосредочена, ама повторно емотивно, жално. Жално, тие ми беа најтешките вести. Можам да речам и конфликтната 2001, ама ова беше многу тешки вести. Како некој што еве секогаш си знаеш сериозна, така одмерена и така натаму знаеш да
Мавнеше на ракија во кафана и да се распееш? Ракија не пијам, ама пивце си пијам. Добро. Може да се расположам и без тоа. Така? Да, се расположувам. Таква Значи- сум малку народен човек, што би рекле. И малку се изненадени луѓето Во кога ќе ме друштво видат. си, значи, тој Да. веселиот. Па сум. Имам умереност, ама ако е приликата за расположение, знам да си се расположам, знам да запеам. Си пеела така јавно од микрофон да земеш? Да, на караоке. Да? Која ти е? Како се викаше, Кај се имаше наоѓа? низ неколку кафичи, значи караоке и сме оделе со Михел често на таквите настани. Мето, Ди Флеш. Да, Така, кај Мето. кај него сме One Man Show. One Man Show, опасен е Мето. Баш кај со Михел се знаат уште од детство, тој е стружен с Михелов Хригенец. Така што одевме често по овие локали кога имаше такви журки, караоке журки. Кои ти И се си топ пеевме. 3 песни? Знаеше Кои ти Мето се? која е мојата. Која? И ми го даваше микрофонот секогаш на таа. Ке се вратат после короната и тие времиња, пак ќе Сигурно пееме, тоа признавам, работа. од Маријана и Росана. Да, Таа си ти е Така, да. Тешка фаворитот? песна, мислам сигурно не ја пеат добро. тешка е, мога ми. Тешка е, меѓутоа ете, како онака интересна ми е. Си ја подпевнувам. И Маријана и Росана си или повикуваш некој дует да ти држи? Па да, може, ако има тука некоја девојка, ќе Така? поделиме 2 гласа. Да. Ако нема, и Маријана и Росана ги поздравувам. Со сценски настап правиш, значи онака баш. Може. Или си како на вести? Не знам. Немам снимка да се видам како сум. Никој не ме снимил. Треба. Ја мислам дека треба. Да. И тој е сам. И тој е сам. Звезда ми кажува. После? Ми рече се, та-на-на-на, му доаѓа да полуди и нему како мене. И сега оди? Да заплаче сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе. Не можам Наум Петровски без звучи се. тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Одлично. Има еден поздрав тука од Михаил. Ке ми изненадувате, а? Да. Значи, сте? да видиме еве што вика. Каква е Тања кога е лута? Кога е лута? Пред се тоа е многу ретко и можам да кажам дека многу кратко трае. Меѓутоа, кога се случува, јас гледам да закажам предавања. Во Гренланд. И таму е се окей. Мислам на Гренланд. Па нема подалеку. Значи, Па Тања добро, кога е да, лута. така е, да, си знае Михаил, ме има научено. Немој да си тука во близина. Не ме чепка додека не помина вутината, ама вистина брзо ми поминува, па. Јас се Таква објаснувам, јас кога сум лута, сакам да му објаснам на тој зошто сум лута. Значи, аргументираш. Јас си објаснувам, аргументирам. И сега тој треба да е тука, значи, умен, соговорникот. Добро. Да заќути да ме сослуши, ќе ми помине. Аргументов да го Да, чуе, да го да рече чуе во аргумент. право си, Тања. Па и не мора, може да ми опонира, ама јас важно да се искажам. Така, твоето да си биде Да си кажано. го кажам. Сега, ако има после дискусија од типот не сум во право, мора, ќе се најдеме ние, ќе се смирам јас, ама работава е прво јас да си го кажам тоа. Или да си во Гренланд. Да, или да избегаш. Или да на си во предавање не бил на предавање во Гренланд, да, треба да појде, бил на многу места во светот. Еве, му рековме исто така да ти порача нешто. Ајде. Па сега, еве и таа порака. Да видиме. Драга Тања, сакам јавно да ти се заблагодарам за балансот кој што го правиш во потесното и во поширокото семејство, во секојдневието, во секој момент, бидејќи тоа представува еден клучен фактор за стабилност и за мир. Меѓу другото, за истото многу те почитувам и те сакам. Јас те сакам. Да, од секогаш вика ти си балансерот. Да, таква сум малку. Види, без Гледаш такви- како совеста во клас, без такви луѓе не балансер. може.
Све нешто така, јас правда, балансирање. Во Не било сум која вага во хороскоп, ама. во било која група требаат такви. Значи ако не без разлика дали е фамилија, дали е тим во на работа, професионално, ако го нема тој. Да. Па знаеш како, цел живот е тоа, балансирање, адаптирање, за да имаш мир, да имаш хармонија, дали е тоа брак, дали е тоа работна позиција, место. Инаку ќе отида тежина од една или друга имало, страна. значи моменти два остри камења не мелат жито што велат. Значи мора да има, иако и Михаил е балансер. Мислам, така да морам да кажам дека и двајцата доста балансираме кај што е потребно, и тој по потреба, и јас по потреба, добро се согласуваме, па тука и се споивме со тие работи, со исти вредности, со исти ставови за животот, едноставно. Значи повеќе работи ве поврзуваат отколку што ве прават спротивни. Да, навистина е така. А обично знаеш се како црно-бело врски така. Да, меѓутоа ние некако тој е друг темперамент, јас сум друг темперамент, меѓутоа повеќе вредности не поврзуваат за ставови во животот. Значи, фамилиарност, животна филозофија, едноставност, не бараме премногу од животот, сме едноставни. Уживаме хедонизам во некоја смисла, малце повеќе хедонист тој од мене, меѓутоа ме научи да станам хедонист. Знаеш, тоа ми влијаеше. Што осеќаше грижа на совест ако си даеш премногу? Да, тој ме научи на тоа дека не треба така да ги гледам работите. Треба да уживаш. Многу работи ме научи. Ако не сега кога? Тој ужива во животот и сака и другите околу него. Бевме на многу патувања благодарение на него. И сега знаеш што ми вика? Кога ти викав и кога навалував да одиме да шетаме, сега со коронава кај ќе шетаме. Добро е што прошетавме и вистина. И управо е. И во право е. Знаеш, некогаш ќе набиеш агенда, не знам, секој месец негде да патуваме. Една година бевме, не знам, во септември во Братислава, во ноември во Рим, во декември во Берлин. Машала, супер. И сега луѓе викаат, ама што направивте луѓе? Па викам, агендава така ја наби Михаил, ама не, навистина ете сега кај ќе сега ти недостига тоа. Сигурно. Да. Мислам како на сите. Беше иницијатор да одиме на Малдиви. Ете. Кога ќе Тебе не би ти текнало? Не, те товкава вака да не потроши пари. Тоа ме убедуваше. Не, многу е смешно што тој ме убедуваше да одиме сите кога кажат, па како бе нели жени ме сакаат да трошат. Да. Викаме, па не, јас така рационална, да не се трошат многу пари. А тој има филозофија, дај да преживееме дok сме млади. Дај, мислам, млади во наводници. Абе, добро, да, ќе дојде време кога потешко ќе биде. Ќе сакаш нема да можеш, физички. Така е, во право си е за и тоа така, човекот. таков си е, да, он. И ми влијаеше доста и му благодарам јас на него, што јас балансирам, ама тој ме натера да уживам. И ме научи да уживам. Некој мора да стиска на газ. Не може да се баланс. Уште стискам, ама доста сум смената за овие 8 години колку што сме заедно. Види се, гледај. Многу ми влијае. Супер домакинка, викаш, готвиш, правиш. Оде викаш, штедиш. Не треба да ги прашате тие што... Не трошиш многу. Да. Дај некоја мана, кажи си сега. Вака како наредивме, па ептен испадна само фалиме. Одлично пееш. Не знам што друго кажавме. Па има мани. Што би сакала да смениш нешто? Што ти останува како некоја онака цел? Би сакала тоа и тоа да сум подобра. Што знам, малце повеќе да не сочувствувам со луѓето, можеби, да не се ставам при срце на некои работи. Тоа знае да е тоа. Да. Непотребен. Товар е на штета на себе. Па, апсолутно. Знаеш, амортизираш, балансираш, ама и некогаш... Знаеш, туѓу гајле да бираш, поишваш. Да, повеќе мислење. Така малце да си гениш, има еден збор. Старите го употребуваат, гениш. Малку да се така изрелаксирам, не знам од кај потекнува тоа. Го имам слушано од бабиве, дедовциве. Да, малку генише тој, да ме го онака, кул си е, кул во превод. Така. Треба малку да се скулира. Треба. Еве, почнав јас со хедонизмов, па сега ќе кулирам. Ајде, ќе еволуирам. Ќе видиме. Ќе си каже времето. Сега 46, после таму второто полувреме од животот, ќе почнеме да одиме на таа страна. Сериозно убаво. Да, многу убаво. Мислам дека некој алкохол има малку. Има, мора да има. Мора да има, Ајде да. го видиме сега алкохол дали влие, дали ќе ти врзе или одврзе јазик. Дали ќе ни врзе или одврзе. Брзо зборка,
По твој избор ете. Така. Бел петел, бела пепел прета. 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 Уште побрзо можеш Бел ти. петел, бела пепел прета. Бел петел, бела пепел прета. Четврта брзина. Бел петел, бела пепел прета. Бел петел, бела пепел прета. А? Ај друга? Лош кантар катран мери, лош кантар катран мери, лош кантар катран мери. Лош кантар катран мери, лош кантар катран мери. Катран мери. Катран мери. Лош кантар катран мери. Добро е тоа. Аха, ова како е? Пролајало јаре. Ау. Пролајало ра. Пролајало ра. Ова јаре. Пролајало? Два збора меѓутоа Јаков. Пролајало јаре, пролајало ра, јаре, пролајало ра, јаре, ме збунивте. Значи, дечки, ете, ако сакате... Продуцентов секоја чест. Да, вежба, ако сакате, ова со јарево Да, го препорачувам. Пролајало јаре, ова предвести пролајало јаре, да си го извежбаш јазикот. Да, се прават вежби. Јарето Нормално за пролајало... гестикулација, за раздвижување на мускулот. Тоа е тоа. Апсолутно, пролајало. Се препорачуваат Пролајало вежби. јаре. Тања, фала ти. Јарево како пролајало. А ние уште да пролајаме за крај да ти се зблагодариме. Ви благодарам. Одвои време, никому, посебно еве у денешно време, никому не му е потребна додатна обврска плюс. Ја ти благодарам што не стави во агендата. Да, благодарам и вам што Бокше. ме поканивте. Жара, навистина ми беше чест и убав муабет си направивме. Се надевам и гледачите дека ќе им биде интересно. Ние испраќаме секогаш со малку Така. подароци, good nature Ви чајчиња благодарам. имаме и Чајчиња ова сега се таман за прва зима. македонска премиум паштета апропо муабетов со македонските производи и поддршката од ПКБ-ско, тоест ПКБ-та, така да имаме и тоа. Во Благодарам. секој случај се најдобро, да се видиме пак, еве после 12 години прв пат сме со Тања во емисија. Се надевам не и последника, наскоро ќе имаме и уште поубави муабети и поводи да ни гостуваш. И само добри вести да ни читаш. Дај Боже да има убави вести, иако периодов не се убави вестите за жал. Ќе помине. Со светската пандемија, да се чуваме, да се заштитиме, да бидеме живи и здрави и да ги издржиме сите овие ситуации кои што ете на светско ниво не снајдоа. Ти благодарам уште еднаш, поздрав до сите гледачи на 1 на 1. Пролајало јаре.